Признавањето вина на поранешните високи функционери од ВМРО ДПМН потврда за сите изборни измами, притисоци врз граѓаните, уцени и страв кои ги сееше режимот. Ова јавно признание на луѓе од врхушката на ВМРО ДПМН значи само едно. ВМРО ДПМН со години ја газеле волјата на граѓаните и сите изборни циклуси во нивна организација биле нелегитимни. Се потврди дека е точно се она што го говоревме. За личните карти во центар со граѓани од пустец, за злоупотребите на изборниот список и за сите други форми на изборно насилство. СДСМ не треба да покажува лажна загриженост за владењето на законите, затоа што во изминатите 5 години додека тие се на власт, практично гледаме како во Македонија се формира една клима на неказнивост и негонење на високата корупција. И ако ги погледнете податоците, ако ги погледнете сите скандали, ќе видите како тоа силно е потврдено и со извештаите на јавното обвинителство. Во Република Македонија, која е на 111-тото место по индексот на корупција во Transparency International, јавен обвинител, 4 виши јавни обвинителства, 22 основни обвинителства, јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во 2020-та, во година во која тонеме во криминал, имаат само 4 кривични дела за делото подкуп по член 357.